Вторник, 30 септември 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Утре на градскиот плоштад во Кавадарци ВМРО-ДПМНЕ ќе одржи централен митинг на кој ќе бидат представени кандидатот за градоначалник Митко Јанчев и советничката листа чиј носител е доктор Стојан Чорамов. Драги кавадарчани, ве поканувам утре со почеток во 20 часот и 30 минути на градскиот плоштад Кавадарци на централен митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија. На митингот ќе има обраќање председателот на ВМРО-ДПМНЕ и председател на Влада на Република Македонија професор доктор Христијан Мицковски. Обраќање ќе имам и јас како кандидат за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија. Утре Кавадарци ќе биде центар на енергијата, гласот и иднината на нашиот град. Ова е момент кога ќе покажеме дека заедно можеме повеќе, дека нашата сила е во заедништвото и дека визијата за подобро утре ја делиме сите. На митингот ќе се слуша јасен и моќен глас, гласот за надежда, на сигурноста и на вистинскиот пат кој заеднички одиме, и ова не е само уште еден предизборен настан, ова е символ на обединување, на сила и верба дека нашите Кавадарци треба да продолжи на развоен, стабилност и иднина померка за секој граѓанин. Присуството на сите нас ќе испрати порака дека сме подготвени и уште еднаш на нова етапа за промени, за подобро секојдневие и сигурност за идните генерации. Промена за сплотеност како и досега. Да го исполниме градскиот плоштад со енергија, со ентузијазам и со решителност, бидејќи иднината се гради заеднички со волја и е нашата сила. На 19 октомври да докажеме дека сакаме Кавадарци да продолжи по истиот пат, по патот на успехот и развојот. Со бројот 9 продолжуваме по истиот пат. Со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Против загадениот воздух во Кавадарци ќе се бориме со проектот Зелен прстен околу градот, најави на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на Кавадарци од СДСМ Виктор Велески. Кавадарци е град со богата традиција, со динамика на развој, но за жал се соочува со сериозен проблем кој бара опсежно и долгорочно планирање. Во изминативе неколку години, нашиот дом Кавадарци стана еден од градовите со најзагаден воздух во земјата. Во повеќе наврати, според мерењата на Министерство за животна средина и јавно здравје, концентрациите на ПМ честичките значително ги надминуваат дозволените граници. Особено во есенско-зимскиот период, што представува голема опасност за здравјето на жителите на градот. За таа цел, еден од клучните проекти во нашата програма е проектот Зелен прстен околу Кавадарци. Овој проект предвидува создавање на континуиран појас од зеленило што ќе го опфаќа градот од сите страни, со цел подобрување на квалитетот на воздух и намалување на урбаната топлина. Проектот вклучува пошумување на периферните делови на градот, особено на запуштените и деградирани простори. Во рамки на прстенот ќе се формираат уредени паркови, рекреативни зони со патеки за пешачење и велосипедизам, места за одмор, детски игралишта и едукативни екопунктови. Секоја зона ќе биде планирана во соработка со граѓанскиот сектор, здруженија, шумарски експерти, со посебен акцент на заштита на постоечките природни ресурси. Локалната заедница ќе биде целосно вклучена во процесот на реализација и одржување на истиот зелен прстен. Преку овој проект ќе се зајакне зелената инфраструктура и ќе се овозможи долгорочна еколошка стабилност на регионот. Дополнително проектот ќе придонесе за развој на алтернативен туризам и рекреација со здрави простори за граѓаните и посетителите на Кавадарци, и ќе кажам дека Зелениот прстен не е само еколошки и урбанистички проект, туку тоа е визија за одржлива иднина на градот. Кавадарци е нашиот дом, а домот мора да биде зелен, мора да биде чист и сигурен за градење на иднината на генерациите кои што доаѓаат после нас.
Ке работиме на повеќе еколошки проекти за почиста животна средина, најави на денешната пресконференција Ристе Андов, кандидат за советник од група избирачи Панчо Минов. Јас Ристе Андов, кандидат за советник од група избирачи Панчо Минов, реден број 45, сакам да ја образложам дел од програмата во делот на развој на екологијата. Посебно внимание ќе ставиме врз база на заштита на амбиенталниот воздух. Предвидуваме посебна лабораторија за точно утврдување на загадувачите, причините за загадување и решавање на истите проблеми. Ќе отвориме фронтална војна за прашината со задолжително отпрашување од сите градежни фирми и сите стопански правни субјекти кои што истата ја предизвикуваат. Согласно еколошките прописи и дозволи, истата да биде отстранета, а врз база на кој има добиено одобрение за градба и работа. Исклучиво ќе инсистираме на доделување на инвертер клими исклучиво на лица со ниски примања. Посебно внимание и заложби ќе ставиме во третирањето на отпадот во делот на примарната селекција на секое домаќинство, дома, тоа е секоја куќа и стан, кај што ќе уведеме посебна методологија на контрола и мерење на отпадот. Со самото тоа да предизвикаме намалување на влезната фактура за изнесениот смет. Реден број 45. Гасификацијата на Кавадарци е еден од капиталните проекти во нашата изборна програма, порача на денешната пресконференција Ванчо Настов, кандидат за советник од советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Денес ви најавувам еден проект од нашата предизборна програма – гасификација во општина Кавадарци. Драги граѓани, првиот дел од проектирањето на системот за гасификација за примерна градска мрежа во должина од 12 км е веќе завршен. Понатаму готов е и инфраструктурниот проект за истиот потек. Примерната мрежа, тоест примерниот прстен на градот, го опфаќа потегот Северен булевар, потоа Западен булевар до градскиот базен, потоа од градскиот базен до градскиот парк и улица Шишка до населба Глишик. Благодарение на финансирањето обезбедено од владата на Република Македонија од унгарскиот заем во висина од 1 милион евра, ќе пристапиме кон изведба на првата фаза од овој проект. Тоест, поврзување на регионалниот гасовод кој поминува низ село Сопот до мерната станица на влез во градот, како и дел од примерниот прстен. Драги сограѓани, ние константно се соочуваме со зголемени нивоа на загадување на воздухот, посебно во зимниот период, тоест во грејната сезона. Природниот газ докажано го намалува загадувањето за 80%, додека ПМ частичките, кои се најголем проблем, воопшто и не ги емитува. Овој проект е првиот чекор кој ќе го направиме кон нашето ветување за чист воздух и чист град. На нашата изборна програма имаме проект за отварање на народна кујна за социјално загрозени лица, порача денеска носителот на советничката листа на СДСМ Вуко Мелов. Денес живееме во време на економски потешкотии. Покачувањето на цените на храната и на основните животни потреби стануваат реални дневни предизвици за голем број на семејства. Во такви услови сметаме дека проектот за народна кујна се појавува како една од клучните форми на социјална поддршка и човечка солидарност. Народната кујна ќе има за цел да обезбеди храна за социјално загрозените лица и продажба на храна по пониски цени за сите останати граѓани. Овој модел ги обединува солидарноста и самоодржливоста, создавајќи можност за поддршка на различни групи во заедницата. Преку комбинирање на бесплатни оброци за оние кои навистина имаат најголема потреба и достап на храна по символична цена за останатите. Оваа иницијатива ја зголемува видливоста на проблемите, ја зајакнува заедницата и гради мостови меѓу оние кои што можат и оние кои што имаат помалку. Народната кујна е проект кој е израз на нашата грижа за нашите граѓани. Со овој проект обезбедуваме бесплатен оброк за социјално ранливите, овозможуваме оброк за сите останати граѓани по пониски цени, ја потикнуваме солидарноста помеѓу граѓаните, обединувајќи ги заедниците и потикнувајќи меѓусебна помош. Две тајни коалиции за овие избори. Левица со координација со ДУИ за Струга и Тетова.
Во Карпош, Заев и Филипче се договориле со Стефчо Јакимовски за маркици и тендери, обвини на денешната пресконференција Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН. Овие избори ги сојузија едни од најголемите манипуланти и штетници во Македонија против ВМРО ДПМН во две не толку видливи, но сепак прозирни коалиции, кои што имаат за цел да заштитат два бизнес интереси. Првата коалиција е коалицијата помеѓу Дуи и Левица. Левица извади своји прокси кандидати во Струга и во Тетово, се со цел за да го спасат Дуи од пораз во првиот круг во овие две општини. Тоа е истата онаа Левица и истиот Апасиев кои го помагаа СЈО за дебели хонорари. Апасиев нема кандидат во Штип, каде што има пратеник Крмов, затоа што знае дека ќе изгуби. Апасиев нема кандидат во родниот Велес, затоа што знае дека ќе биде поразен, но во Струга и во Тетово, каде што на сите им е јасно дека немаат ниту теоретски шанси, Левица има кандидати за градоначалници кои што треба да служат како гума за спасување на кандидатите на Али Ахмети. Пратеничката Јована Мојсовска имала средба со висок представник на коалицијата на Ахмети неколку дена пред да ја поднесе својата кандидатура за Струга. Дали се работи за истата Левица, која што за СЈО работеше за хонорари и сега продолжуваат да шуруваат со Ахмети за одредени хонорари, времето набрзо ќе покаже, но еднаш дека им помагал и им делел хонорари, спомна толкму претходниот премиер Заев, кој што кажа дека имале заедничка цел да работат против ВМРО ДПМН на парламентарните избори кои што Заев ги изгуби. И оваа коалиција е коалиција за заштита на бизнисите на Дуи, а Левица повторно е тука за нечии туѓи интереси, за некоја позиција и за одреден паушал. Втората коалиција е коалицијата помеѓу Венко Филипче и Стефчо Јакимовски, кој што се наоѓа на црната листа на Соединетите Американски држави. Оваа коалиција ја прави лично Зоран Заев во име на Венко Филипче, бидејќи Зоран Заев и Стефчо Јакимовски се стари другари од едни претходни локални избори и имаат добро разработена шема со градежната мафија и со доделувањето на маркици во општина Карпош. Во оваа коалиција гледаме дека кандидатката на СДСМ е кандидирана само ради реда, не се ни појавува на одредени митинзи, не се ни појавува ниту во јавност. Кандидатката на СДСМ е буквално пуштена низ вода да фигурира на гласачкото ливче, но насоката на Заев преку Венко Филипче е членовите и симпатизерите на СДСМ во општина Карпош да гласаат за Стефчо Јакимовски, при што ниту на Заев, ниту на Венко Филипче не им пречи што Стефчо Јакимовски има првостепена осуда, ниту им пречи што е на црната листа на Соединетите Американски држави. Имаат разработено шема на маркици, кои што Јакимовски ги дели. Поддршката од одредени актери од урбаната мафија сметаат дека ќе им биде од корист и Стефчо Јакимовски се разбира го има усовршено методот на бетонизација за профит и тоа го спојува со Заев и Филипче, она што претходно долго време го правеа на ниво на општина Струмица. Планот е во иднина Карпош да му послужи и на Заев и на Филипче, но исто така и на Стефчо Јакимовски, да биде базата од каде што ќе се финансираат овие поединци, групи и нивните политички опции преку кои што треба во иднина да делуваат. Затоа, прозирна е коалицијата на Заев, Јакимовски и Венко Филипче, бидејќи маркиците за градба, тендерите, корупцијата им се побитни од владењето на правото и почитувањето на црната листа на САД, иако зборат за евроатлантски интеграции и стратешко партнерство со Америка. Во секој случај, ВМРО ДПМН и коалицијата има доволно силен потенцијал, граѓаните на Карпош се свесни, изрели и сметам дека овие политичари, особено оние кои што се на црната листа, а и
Зоран Заев, кој што се обидува во Карпош да наметне и да определи кој ќе биде градоначалник, ќе ги испратиме во политичка пензија. Просечната плата паѓа трет месец поред. Мицкоски ги лаже граѓаните дека сме шампиони, порача лидерот на СДСМ, доктор Венко Филипче. Јас мислам дека ланската кампања беше една голема лажна кампања со многу празни ветувања, кои што еве секој ден се повеќе и повеќе граѓаните сваќаат дека беа практично и лага и празни ветувања. Имаме катастрофална состојба во економијата. Имаме трет месец поред намалување на платите во државата. Ова не се случило во времето на владење на СДСМ. Имаме 12.000 фирми кои што каснат со исплатата на платите со месеци наназад. Имаме помеѓу 5 и 10.000 фирми кои што не може да го наплатат ДДВ-то. Наназад 6 до 12 месеци. Дел од нив се и месечни даночни обврзници. Во наше време се имаше поврат на ДДВ истиот ден, истиот час, да не кажам. Имаме сериозно нарушување на ликвидноста на стопанството поради тоа што каснат исплатите од државата и од општините. Имаме дивење на цените по маркетите и влада која што ништо не сака да направи за тоа. И сето ова, и сето тоа што го кажувате, за мене доказ само за едно, дека владава нема капацитет да се справи со буквално ништо, што е предизвик и терет за граѓаните. Реформската агенда во правосудството која што требаше да донесе 80 милиони евра од планот за раст, од кој што овие закони кои што ви кажувам ниту еден не е донесен, не е напишана, нацртана е на хартија како треба да се спроведе. Извинете, ама кога вие знаете што треба да направите, кога сте земале одговорноста да го правите тоа, нема оправдување зашто тоа не е сработено. Добро, премиерот може да каже што сака, но реалноста е дека платите едноставно паѓаат трет месец поред. И граѓаните нема да веруваат во лажни изјави, затоа што тие најдобро знаат дали може да сврзат крај со крај во текот на месецот. На сите механизми кои што владата ги има, зошто не ги користи, навистина е не знам и тешко да се даде одговор. Падот на наталитетот е сериозен проблем и тоа е приоритет на оваа влада, вели премиерот Христијан Мицкоски. Но за 20 до 25 години, тоа што ќе им го оставиме на тие генерации по нас, ќе биде озбилен предизвик. Зошто? Затоа што тогаш се плашам дека ќе бидеме држава под 1 милион жители и тогаш ќе имаме на еден пензионер еден вработен. Тоа значи колапс за пензискиот фонд, тоа значи колапс за здравствениот фонд. Секој оној кој што си игра играчки и кој што не го разбира колку е ова озбилно, не мисли добро на државата. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада и на сите следни влади, а тоа е многу детните семејства. Продолжуваме со спорт. Утре се игра вонредното коло кај ракометарите во кои што Тиквеш му гостува на Охрид. Петото вонредно коло треба да помине во знакот на македонското ракометно Ел Класико, во кое Вардар го пречекува Еврофарм Пелистер. Нема пауза и одмор за екипите кои се дел од машката ракометна Суперлига. По настапите за време на викендот, веќе утре, среда, 1 октомври, ќе се одиграат средбите од вонредното пето коло. Во дербито на колото во Скопје ќе се одигра вечното дерби помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер. Битолчани во подготвителниот период беа поуспешни од Вардар, но ова е нешто сосема друго. Меѓутоа, најголемото дерби во македонскиот ракомет може да донесе само квалитет и голема борба на теренот, но и на трибините. Дербито од долниот дел на табелата ќе го одиграат Струга и Радовиш.
Бутел мора да го искористи домашниот терен против вториот тим на Еврофарм Пелистер, а Алкалуит е апсолутен фаворит во пресметката со Прилеп. Екипата на Пролет ќе ја има предноста на домашниот терен во дуелот со Куманово. Екстра засилениот и амбициозен тим на Охрид ќе го пречека тимот на градскиот ракометен клуб Тиквеш. Кавадарчани се само бледа сенка на она што беа во изминатите сезони, па затоа охриđани се фаворити во овој дуел. Тиквеш се наоѓа пред тежок и турбулентен период, бидејќи по гостувањето кај Охрид ги чека гостување кај Еврофарм Пелистер 2, а потоа во Кавадарци доаѓа и првиот тим на Еврофарм Пелистер. Во меѓувреме ги чека и двомечот со турскиот шампион Бешикташ во рамките на ЕХФ купот. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Попладне и во текот на ноќта под влијание на нов влажен бран ќе има врнежи од дожд, локално пообилни. Температура до 19 степени. Од овој бран се очекува да наврнат и дури до 30 литри на метар квадратен. Поради проод на постудена воздушна маса од север и засилен северен ветер, во четврток на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег, а поради натамошното спуштање на студениот воздух, во петок ќе има услови за преминување во снег и на некои од повисоките места. На повисоките планини ќе се формира снежна покривка. Температурата на воздухот значително ќе опадне. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.